са професиите кај што ме болеше мене, забо ги спомнав. Арно има една професија што е многу популарна во летно време, особено кај младите, и што исто така цело време се расправа што е тон различни луѓе и е можда една од најтешките професии, само што на никој не му одговара да признае, а тоа е вате професијата келнер. И затоа денес ќе правиме муавет за луѓето во угостителскиот сектор, колку официјално звучеше ко на телевизија. За да речам дека јас сум стручен на тата имам работено или што да, нема. Едно од малкуте работи што ги неам работено во векот. Ама па зато цел век сум со музики, цел век сум на такви места и се дружам со луѓе што работат, така што фала Богу имам просведочено еден тон работа. И зато се што ќе кажам ќе си види од моја гледна точка. Ако чи, ако не чиниш како. Кој те прашаме, ба? Таква била судбината, тоа е. Ајде са си маниме на шпице, му влезиме на муавет. Ајде да те пуштам. Да си келнер е тешко во текот на цела година, брат. Ама особено е тешко во лет. Небитно дали работиш во кафич, дали работиш на некој настан, дали на свадба служи, нема врска, брат. Особено ако просторот е и внатре и надвор. Ако има многу за одење, прво и основно рачунај кај и да си климите до крај се. Да те искин. И после кога ќе излезиш во надворешниот дел кој те спука сонцето, шлогбат, здрав, прав да си ги се поболи. И запошто зборавме за свадбите претходните видеа, и тука ќе почнеме со келнерите што на свадби работи. Брат, нема полошо. Пошто ако си негде в кафич, ти таму работиш, знаеш се шо е, кај е, зошто е, навикнат си. Знаеш кога идиш, знаеш кога бегаш, знаеш шо кај клава. Се ти е јасно. Ако работиш на свадби, бе, брат, сите куќи се различни, сите луѓе се различни. Ваму знаеш газда кој ти е, дали го сакаш или го некиш, небитно, ама навикнат си веќе. Овде, брат, може кој било ти се погоди газ. А има луѓе и има луѓе. Негде супер ги си поминиш, се му е погодено, негде ништо не му е погодено. Пример, домашните се убедени дека таја го люфна зето или зето е люфна невестата и сега пошто тие се намќор, ти си крив. И по тебе ќе се вика, ајде бате ти, дој си ова, дој си она, кодемек ти знаеш ка. Уште ги ти се сврти, ги ти речи, ој телефонот, дој си ми го, ти појма немаш ни телефонот, кој е негов, ни кај му е собата, ни шо му е. Ама што ќе му речи? Оттаму идат гостите, веќе зврцна наштимани веќе. Во гедур се веќе ти. По искусните келнери уже го ќе влезат од врата и зна. Воткаđu, рачија, за кумовиски. Јасно му по фацата го ги вида. Што уште појако што обично по куќите нема место игла кај да се фрли и така кога ќе се само од фамилија. Па тек кој дојдат гостите нивни, па тек кој дојдат другите гости. Нема кај да помини, не седиш и бе, брат. И ти си заглавен негде во некој ќош кај што наводно треба шанк да има, уствари масу леклаено е, покриено е со нешто. И треба да ги услужиш сите внат. Невозможна мисија, брат. Треба Том Круз да овикниш за возможна да биде. Пак ќе направи пауза музиката, галамата и се пола се луѓето надвор на жешкото, пола се внатре под клим. Оди овој услужи го, оди она му служи го, оттаму ти дават пајнци да тегниш, успат ти приклават по пајнците работи, ти гледаш да не ти спадни све да не истуриш. Пак ќе стигниш таму, вика некој по тебе, абе чекај ова, ваму требаше, она таму треба, крај нема, брат. Ама берикјата, ако си на свадба обично си или кај зето или кај невеста, ти го заврши галамата тука, завршва и твојата. Ама затоа ако си в кафич бе, бат, в кафич да не речем. Тука, ватуле, смената трај дури има луѓе. Зам технички треба 8 сати да биде, ама зошто? Зошто би било 8 ко може да биде дурте. И тука ти е познат терено, пошто тука работиш арно, ама за да се изедначи нели кантаро, зато ти идат секој ден различни луѓе. Имаш ти редовни муштери, ама во глобала цело време различен народ ти. Пошто лето е, се што не е излезено цела година сака да излезе. И наместо да имаш, не знам, 30-50 души, тука имаш 200. Изгора на сето то музиката акната докрај, пошто нормално треба да ги тера луѓето да пијат. И ти кај си товарен цело време, кај топло ладно надвор натре, кај се расправаш со 200-300 души, уште не ни можеш да ги слушниш пошто до крајакната музика. Само што го набројувам цело ова нерва ме фаќа, камоли таму да сум да работам. И бога ми за та професија треба стварно да си спремени физички и психички. И уште појако, што покрај сетото и тежина и нарачки и гужви и луѓе и гласни музики, стално има луѓе што ќе те начекат и ќе те зазборат. И ако познаваш човекот ај како бил, ако имаш работа ќе му речи почекај брат, ќе се вратам, ќе правиме муавет. Или друг пат ќе ми кажи. Арно во глобала не ги ни знаеш луѓето, ќе ти го почни муавет од негде. Ти бате не си од вамо до Ризари? Не бе брат. Како бе не? Абе познавав таму ја седе Николче го знаеш? И се како да му речиш дека претходно му рече не сум од таму. Како да го знам Николче? А не можеш да му речиш муштери. И нормално што ќе му речиш. Кој Николче како го викат напрека. Николче бе бате коле, мора да го знае. Абе како не го знам? Што прави тој одамна го неам видено едно време Германија беше замина таму работеше градежништво нешто правеше да лавериме сваја. Повратија по некое време па тука дојде се жени се остај па заминаш
направи, не знам се тука е. И ти сееш со тафтата вака го гледаш, си викаш, да прам прекрашо. Не си исплаќа денешно време. Му викаш, не знам брат, изгледа па е замина. Збораш бе, па е замина. И крај нема муабет. Ти немаш ни појма за кој се прави муабет бе брат, ама знаеш како? Кој те праш? Таква ти е позицијата што ти прави. И за тафтата фул тежи корни, музиката јачи, галама, овој ти збора од позадите гибат чупина. Течко да не сликаш може. И ти сееш вако втоварен, рацете двете фатени. Овој ти збора тие чекат со телефон. Како да му речиш на, ти да фатиш 7 му изнаречиш на сите, ама немо. Кевиш не кевиш, кјошки остеш, работите и се врат. Ајде ги стикаш чупињата еднаш, два пати, 6 пати, па ќе видат. Леле не се бендисвам јас ушедна. Ајде ушедна. Ги прашваш нешто за пиење, не треба. Не треба за пиење, ушеднаш да не сликаш. Добро, ги сликаш, собираш празните шишиња, овој уште за Николче те праш. Потаму масата резервирана, гледаш седнува некој. Ајде одиш му викаш, дечки извинете, масата резервирана ми е, морам да чувам. Резерв? Како резерв? Никој нема. Слободно е, не? Се те клават во морална дилема. Од една страна некој си се јавил културно, си резервирал, треба чуваш масата, од друга страна не знаеш кој ќе дојде. Може ќе дојдат како овие некој за сликање. Од друга страна имаш тука некој што ти меша малце во дијалектот, што може да значи дека што знаи. Може да твојата услуга ќе биде правилно ценета за промена. А може да и не ти ни била резервирана масата, туку чекаш некој што ќе цени услугата, па го тргаш што резервта. Седете дечки што ги се напие. Пошто нели очекуваш тука нешто екзотично, се речи се мохито, Лонг Ајленд, нешто. Кафе едно за мене, еспресо, писок црн. Чичо што ќе пиеш? Пиво едно одгајба. И само што ќе ги изговорат тие прекрасни зборови. Еве ми ти овие што резервирале масата. Бате имавме резервирано масуле тука напред, не. Си викаш сумо тоа е. Викаш не знам бате во хаос сме тука, чекај ќе прашам. Тоа тебе го имат правено муабето, ама ај како да му речи. Ве предадов за кафе, црн сок и пиво одгајба. Па ќе ти се обеси некој пијан после тоа. Ќе те гњави целаве да не поминиш од таа страна да не ти изгњави. Па како иди ноќта се поќе гужва се прави, па се туркаш низ луѓе, па ти турнале пијачка, тавата ти ја турнале цел. Па си люфнал пијачка, па овој сака оној сака она, овие да ги сликат. Ој уште за Николче ти збора. О брат. И после ќе ми рече некој, ајде шо има тавата враце и тера. Ајде земи ја ти та тавата, торија со пијачка и подржи ја вака една минута. Па да правиме муа. И прави го то цело лето во Нежешко. И плюс трпи ги сите работи што се случват пропрат. Што значи и за таа работа треба бате и физички и психички да си спремни. И сега се најди некој ќе речи, да, ама има некој што одат на море што работат. Таму ќе си се искапиш, ќе си поработиш, ќе си искапиш. Така е ти, покемон. Ќе одиш негде да работиш и до капење ќе ти дојде и ти ќе си сека, ти нема да работиш таму. Не знам како замислуваат овие луѓето кога ќе одиш негде на море да работиш. Дали е тоа како келнер или како музичар? Мислат само одиш бате и така си се капиш таму гитарчето или ајнцеро, така од време на време ги фаќаш ти, не дека цел ден тоа го прави, не дека душата ти отпаѓа таму од кажват раце, нозе, се враќаш 20 кила посла. По мене 19-та година што ме прашвај луѓе по широк со как добар си, да немаш мака нешто, мисле имам мака нешто со шекер со. Испиен брат, се вратив од Диос, испи. Ка шмукнат во фацата. Зимата имав 107 кил, моментално имам 88, тоаш имав 78. Знаеш колку се 78 кила на мојата висина бе? Костурбате. Тап за ора и чукање. Ојте на YouTube, видете ги тие лајвоите што ги правев тогаш тој период. Немаме познаеш вак, ништо тие лишта не ме бери се. Па да не правиме муавет пред 2-3 месеци зима. И то сигурно не е од си одиш си уживаш таму, си се оптегна, ти си лежиш, троа гитарче. Не бе бате. Одиш и душата ти излег. Сам нормално поубаво е да ти излегва таму душата отколку негде овде. Ама сепак не одиш ти да се одмара. Ако сака за работи цел ден и цела ноќ некој работа. Ама битно народ ко народ, блазе си ти на море таму цело време. Иако е блазе си ми ела со мене бе пријател. Ела пробај се. Закажување од страна сите знаеме. Ти ги си оиш на кафе, ги си седниш и ги си кажуваш приказни. Тој блазе си ти ќе треба дојде да те послуши. Ама добро, на крајот на денот кој те праша? Нормално е секој човек мисли дека на други му е полесно од што му е не. На секој неговите маки му се најтешки. Мене на пример ми е многу тешко во моментот, што морам да ви речам доста е за денес. Арно, знаеш како? Кој ме праша? А и реално доста. Ви останете си на нашата програма, а ние ќе си се видиме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.